Избори без EU преговори, демократија која е заробена од партискиот клиентелизам и непотизам, растечка неказнивост за криминал и насилство. Ако победникот е извесен, ќе се поставува прашањето дали ВМРО ДПМН, ако добие мнозинство во парламентот, ќе успее да формира влада и кои би можеле да бидат нивни коалициони партнери. Во услови кога имаме голема криминализација на државата, селективна правда, во услови кога ни следуваат и председателски избори, двојни избори. Како ќе изгледа политичката мапа по изборите? Во ово издание на Тренинг соговорник е универзитетскиот професор од Правниот факултет Ненад Марковиќ. Професор Марковиќ, како се наближуваат изборите, се повеќе станува известно дека ВМРО ДПМН би ја добила поддршката од граѓаните. Но се наметнува прашањето, има ли Мицковски и неговите сопартици коалиционен капацитет да коалицира со дел од албанските партии кои на некој начин имаат диаметрално спротивставени ставови со Мицковски и со ВМРО ДПМН по крупни прашања? Мислам дека одговорот ви е во прашањето. Ке имаат коалициски капацитет само доколку прифатат уставни измени. Секоја друга можна варијанта која би била, мислам дека нема да доведе до формирање на влада, барем не со албанските партии. Нема да биде невозможно да кооптираат и други македонски партии да формираат влада без дел од албанските партии, се зависи од изборните резултати, што не е можеби паметна идеја, меѓутоа е едно од сценаријата кои му стојат на располагање. Не знам, со левица, можеби со партијата на Максим Димитриевски, ако можат да се доберат до 61 пратеник. Меѓутоа, мислам дека тоа не само што не е паметно, туку и ќе предизвика една подлабока политичка криза и таа опција е повеќе хипотетичка отколку реална. А за да имате реална опција на формирање влада со албанските партии, тогаш имате нешто што е кондицио sine qua non, односно услов без кој не се може, тоа се разбира прифаќањето на уставните измени. Така да мислам дека без ова прашање кој ќе биде поидовно за албанските политички партии, нема да може ни да влезе во преговори за такво нешто. Тоа подразбира, веројатно веднаш по изборите, ако прифати такво нешто и ја спроведе таа идеја во реалност, моментален пад на неговиот рейтинг. Моментален пад на неговиот рейтинг по формирањето на владата и веројатно не многу голема долговечност на таа влада, осим ако не компензира на други полиња, што нели не е исклучено. Меѓутоа, како е државата структурирана, поставена и како да работите, не верувам дека тоа поле за компензирање и на економски план и на план на функционирање на rule of law, односно владење на право, правна држава и така натаму не е многу големо, бидејќи ние страдаме од системски аномалии кои очигледно не успеавме да ги надминеме со доаѓањето на ниту една влада, па не знам ни тука и владата на Мицковски што особено би променило, особено што и во опозиција веќе ВМРО ДПМН има прилично голем број на скандали и коруптивни сомнежи нели паѓаат на нив, така да не мислам дека нешто може да се смени драматично во тие полиња на функционирање на држава. Ние си функционираме по една инерција, имаме структурални аномалии кои, како што реков, ниедна влада не ги адресираше успешно до сега и мислам дека тоа така ќе продолжи. Не сум некој особен оптимист дека не знам каква. Можете само да евентуално како алтернатива на тоа да воведете некако малку поавторитарно владење, некој малку подцврсто владење, каде што системот би функционирал по таа некоја политичка вертикала. И тоа е оно што можете да го смените. Иначе, суштински, вие не можете кој што да направите. Соединените Американски држави се наш стратешки партнер, но се до оној момент кога Вашингтон нема да ни со прст да ни покаже дека имаме сериозни проблеми во владењето на правото, битката против корупцијата и криминалот. За неполни месеци половина, на два наврати доаѓа високиот функционер на Стейт департментот Обрајен. Што порака би ни испратил овој пат? Доаѓа непосредно пред изборниот циклус. Колку повеќе доаѓаат, мене ми се чини толку полошо. Не заради нив, не заради тоа што притисокот не е легитимен и условите кои ни ги подставуваат за малце повеќе, не само Джим Обрајен. Туку Европската унија ни своите извештаи, Freedom House и така натаму, и сите оние кои не предупредуваат за тие аномалии за кои веќе говориме, мислам дека ние толку повеќе се осеќаме под притисок и толку полошо функционираме. Ние не направивме никаков механизам, ниту внатрешен механизам кој би пренесувал некако би рефлектирал одреден надворешен притисок, кој би довел до подобрување особено на владење на правото и делот
кои се однесува на правосудството и процесуирање на овие луѓе кои се ставени на пример на црни листи. Нема буквално никаква последица по луѓето кои се на црни листи на внатрешно политички план или на план на, не знам, да се отвори една темелна истрага за тоа зошто се ставени, кои се тие податоци. Вие тоа можете комотно да го третирате како допрен глас, за да отворите случај. Можете и така да го интерпретирате, дека имате елементи да се отвори една обширна истрага. Меѓутоа, кога имате политичка поддршка, тоа едноставно нема да се случи. И тоа е нешто што ги трансцендентира сите влади и сите номенклатури до сега кои биле на власт. Така да, не мислам дека ние апсолутно се чини дека тука не сакаме да се реформираме, гледаме да го одржуваме статус квото на тие линии на политички притисок преку судски совет до судиите и така натаму, што говори за правната и судската култура како една посебна, широка, многу комплицирана и болна тема за нас, и дека во суштина кај нас нема никаква волја тоа да се прави затоа што начинот на кој сега функционира не овозможува да завршиме одредени работи на одреден начин. Така, судството да биде сервилно на извршната власт пред се и такво да остане. Така да не сум сигурен дека овој притисок даде некаков резултат, ниту па сум сигурен дека ќе даде во иднина. Ќе имате, не знам, декларативни акции на една или друга влада која ќе вели дека треба да се бориме со корупцијата, дека работите нечинат, ќе имате подобар или полош извештај на Freedom House или на Европска комисија и така натаму, и мислам дека тие декларативни, ние не сме мрднати од тие декларативни заложби. Имаше можеби 2017-18 некаков залет со неколку комисии кои беа направени нели да се адресираат овие проблеми, и потоа тие едноставно испарија, полека почнаа да успоруваат со својата работа, едноставно избледнаа во времето. Се откаже еден, се откаже друг, имаше несогласувања внатре и ништо суштински не се промени. И така да тие слаби точки на државниот организам наш остануваат, јавна администрација, начинот на кој таа се регрутира, не знам, судството, владењето на правото, неадресирањето на корупцијата. Така да, можеби уште и потрагично изгледа да треба да ги адресирате овие прашања само кога некој ќе дојде на црната листа, кога Стейт департментот ќе го стави на црната листа. А што ништо нема од вашиот суверенитет во една таква ситуација, ни од суверенитет нема. Ајде, тоа за многу прашања кај нас се навикнавме да биде така дека не одлучуваме самите, меѓутоа покажувате една комплетна некомпетентност да се справите, а не треба да ги чекате црните листи за да адресирате ваков тип на проблеми, напротив. На избори се влегува со дебаклот од Брисел, никако да влеземе во втората фаза од преговорите со Европската унија, особено поради неизгласувањето на уставните измени. Што би било главно на изборното мени, што би ги привлекло гласачите и би ги мотивирало да излезат да гласат дали за едната или за другата политичка провиниенција? Ако веќе не лепи, ете членки сме на НАТО, на чекор сме до сериозни преговори со Европската унија. За жал, тоа сакав и во претходното прашање да го споменам, убаво што во овој правец се движи дискусијата. За жал остануваат само символичките прашања, оние кои предизвикуваат иритација. Северна, бугарите во уставот и така натаму и така натаму. И затоа ти имаат толкава важност во нашето општество, затоа што граѓаните знаат дека кај другите прашања нема да има успех. Дали свесно или подсвесно, сите се убедени дека промената на владата нема ништо да смени, или многу малку ќе промени, во однос на владење на правосудство, јавна администрација и другите слаби точки. Затоа, во јавната сфера се форсираат прашања кои се емотивни, кои имаат символички набој, а кои суштина во реалноста, ајде во овој случај може би и значат, заради тоа што внесувањето на бугарскиот народ во преамбулата на уставот и во нели други неколку дела на уставот ќе ни овозможи да продолжиме со преговорите со Европската унија, нели за пристапување кон ЕУ. Меѓутоа, јасно е дека најголем дел од ова е една чиста символичка територија која служи само за иритација или за размена на некои ставови кои кај луѓето предизвикуваат емоции кои се во голема мера ирационални. И затоа тие символички прашања типот северна, никогаш северна и така натаму имаат толкава важност. Кога луѓето би можеле да се бават со реални теми, би очекувале реална промена, не знам, во правосудство или во здравството или во образованието, тогаш веројатно овие теми би им биле помалку важни. Затоа овие теми имаат толкав емотивен навон кај нас, затоа што се единственото поле на кое ние можеме да пегламе, да разговараме за одредени политички разлики, да соочуваме ставови, бидејќи сето друго е апсолутно залудно. Ако Преспанскиот договор е затворено прашање, бидејќи е меѓународно ратификуван договор, ако ВМРО не може да направи да ги реобнови преговорите со Бугарија за некаков подобар договор, дали ова значи дека
ќе останеме на статус-кво позиција на домашната политичка сцена, во услови кога ВМРО-ДПМН вели уставните промени за нас се неприфатливи и дека нема да дозволат бугаризација на државата. Што е алтернативата? Ако од тоа им зависи владата, како што и во првото прашање дискутиравме, мислам дека ќе биде прилично јасно дека секаква политичка судбина на таа влада ќе се базира на прифаќањето на самиот процес на промена на прифаќање на уставните амандмани. Не гледам дека тоа може да се избега. Ако евентуално не се формира влада, тогаш дефинитивно сме во еден долгорочен статус-кво процес кој ќе не води кон некакво бугарско сценарио на неможност и на константни избори на секој година-две и нешто што веројатно ќе предизвика подолгорочна политичка криза. Тоа е прилично она што би се нарекло плаузибилно сценарио, прилично отворено, можно сценарио, не е невозможно. А ако ВМРО сака да печали и понатаму на ова прашање, веројатно нема да формира влада и по цена да не ги прифати. Така е, за да биде конзистентен. Меѓутоа, ако сака да формира влада, се разбира дека ќе мора да ги прифати овие услови. Така да, или ќе имаме држава без влада, или некаква провизорна влада направена со сила, за да може колку да функционира државата, така како што е во Бугарија, или ќе имаме стабилна политичка влада во која ВМРО ќе мора да се помири со реалноста дека некои процеси се неизбежни и дека ќе мора да ги прифати. Така да прашањето е, сепак ВМРО ќе биде главната политичка партија, главниот актер кој ќе треба да одлучи каква судбина сака за себе и за државата. Нивниот личен профит со тоа што можеби нема да направат влада или нема да ги уставните амандмани да ги прифатат на долг рок исцрпување на државата, значи, тоа имплицира долгорочно исцрпување на државата и неможност да се стабилизира политичката сцена. Меѓутоа, веројатно за нив ке на некои наредни избори кои би биле за година-две од овие кои сега треба да бидат, би донели уште можеби 3, 4, 5 пратеници. Така, тоа не го знаеме. Треба да видиме како ги се развиваат работите. Така да или ќе бидеме заложници на на еден таков политички вакуум во кој веројатно формирањето влада ќе оди многу тешко, или ќе има стабилна влада со тоа што ВМРО сигурно по прифаќањето на уставните амандмани ќе претрпи некаква политичка штета. Историјатот на таа партија мене ми кажува дека тие никогаш не ја бираат таа опција. Дека секогаш се мудри во зачувувањето на својот рейтинг, кога веќе еднаш ќе го добијат, и дека многу тешко прават чекори кои подразбираат политичка штета, за разлика од СДСМ кој секогаш одел против својот рейтинг и во еден антипопулистички манир ги решавал работите, секогаш на своја штета. ВМРО е апсолутната суштинска спротивност на СДСМ во таа смисла и кај нив секој добиен глас гледа да го сочуваат максимално, да го оптимизираат и да го репродуцираат на следните избори со уште неколку, односно да го надополнат со уште неколку гласови или неколку пратеници и така натаму. Овие две сценарија се апсолутно можни и двете. Гледате тренинг, соговорник е универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ. Може би е помалку банално и дегутантно, но оваа недела може би одбележа дебатата или дискусијата на релација МНР, премиер, претседател на држава, кој тоа да ги информира грчките власти и да побара дозвола личните документи за патување и рокот за да се пролонгира. Дали е всушност ова уште еден показател за атрофираните институции, неефикасни, или може би препознавате битка на суети во релација премиер-председател во пресред на председателските избори? Препознавам една екстремно глупава тема од која успеа да се направи проблем. Ја буквално не можам да поверувам дека разговараме за тоа кој ќе ја информира Грција дека документите доцнат. Односно промената на документите дека има одреден застој, а има. Многу побитно ќе беше оваа политичка енергија што трошиме на оваа глупост која може да се реши со една нота меѓу министерствата за надворешни работи на двете држави, едно обично известување, за кое ја мислам дека Грција нема ни да го примети, ниту дека многу ќе се потресе. Ние направивме една политичка тема која апсолутно ни ја губи енергијата, наместо таа енергија да инвестираме во организирање на овој процес на промена на документи да оди многу подобро од што оди во моментов. А во моментов оди прилично лошо. Посебно во Скопје, знаеме како оди, ги гледаме снимките на социјалните мрежи, работите, таа енергија да ја искористевме во тоа да направиме подобар систем за тоа како да ги промениме документите, ќе беше многу попаметно. Ова работа се решава многу едноставно. Не гледам зошто се постави како политичка тема и не ми е јасно зошто имаме потреба да политизираме банални политички прашања од овој тип.
Прва работа, не мислам дека на Грција во моментов е претерано гајле за тоа докај сме ние со процесот на менување на пасошите. Да, обврските од Преспанскиот договор треба да се почитуваат, јас тоа апсолутно го поддржам, меѓутоа не мислам дека за доцнувањето со тој процес или кога год да трае дека Грција многу ќе загрижи. Мислам, тоа се глупости, апсолутно. Мислам дека тоа е 155-ти приоритет на Грција во моментов. Апсолутно не верувам дека е високо на листата на приоритети. Не знам зошто ние имаме потреба да правиме драма, особено во светло на тоа дека Грција се уште ги нема дури ни сообраќајните знаци сменето што е работа од 2 дена. Така да не гледам што има ние толку виновни да се осеќаме што нашиот процес доцнел. Пазете, почнате, доцни процесот заради техничка неорганизираност, условно кажано. Меѓутоа, стварно не мислам дека е прашање на кое треба да му посветуваме понатака внимание. Професор Марковиќ, дали овој клинч помеѓу Ковачевски и Пендаровски всушност и опипување на пулсот, кој би можел да биде кандидатот на СДСМ за иден шеф на државата? Не. Јас мислам дека тоа се решава многу едноставно. Тие може да имаат конфликт, отворен, јавен, приватен, никако. На крај, испитувањата на јавното мислење ќе пресудат чии шанси се најголеми. Многу едноставно оди тоа во политиката. Горас, мислам дека нема тука голема филозофија. Правите испитување на јавно мислење, гледате кој ваш кандидат има најмногу шанси, и ако тој кандидат е согласен и сака да биде кандидиран, продолжувате понатака. Затоа што секоја партија гледа независно од своите внатрешни, надворешни, јавни, приватни конфликти да си ги оптимизира шансите да добие одреден политички пост, одредена политичка позиција која е значителна председател на државата, една од најзначајните. Така да не мислам дека било какви конфликти во јавна сфера, условно кажано меѓу Ковачевски, Пендаровски или меѓу било кои други политички фигури, ќе придонесат или ќе имаат некаква пресудна улога во тоа да некој биде фаворизиран или елиминиран од битката за председател. Испитувањата на јавното мислење затоа се прават. Ако си имало предвид дека ВМРО ДПМН има фиксна избирачка база од околу 300.000 гласачи, а СДСМ околу 180 до 210, дали е тоа меч со две острици сега да, например, Пендаровски да се согласи да биде кандидат за шеф на државата, имајќи во предвид дека без поддршка, например, од албанската етничка заедница или од партиите од како ДУИ или другите, не да зелено светло за негова номинација. Да, и тоа зависи во голема мера и од ЕСАПот, условно кажано, од пресметките за вториот круг. А со овие гласови вие веројатно кандидатите на ВМРО СДСМ ќе го поминат првиот круг, прашањето е што ќе се случува во вториот. Надвор од тие, да речеме, ајде околу 300.000 гласа на ВМРО ДПМН, председателскиот кандидат на ВМРО може да се надева уште и на гласовите од левица, веројатно, на добар дел од гласовите од левица. Тука мислам дека професорката Силјановска е мудро избрана заради нејзините релации со Апасиев и со левица да ги ожнее во вториот круг тие гласови, затоа и е во игра за председателски кандидат. Мене ми се чини дека тоа е главната мотивација, затоа што тие гласови во голема мера ја оптимизираат нејзината позиција, односно ја прават да биде во многу добра позиција за вториот круг. Од друга страна, дали тоа ќе може да биде компензирано кој кандидатот на социјалдемократите со гласовите од албанците? Тоа зависи колкава ќе биде излезноста на албанците, нели? Не само излезноста колкава ќе биде, туку колку од нив кои ќе гласаат за партија ќе го гласаат и кандидатот на социјалдемократите за председател. Затоа јас велам дека тезата дека заедно вториот круг на парламентарни председателски избори одговара на ВМРО ДПМН е погрешна. Таа комбинација одговара многу повеќе на СДСМ. Затоа што тогаш албанците многу ќе бидат веќе излезени на биралиштата, а укажуваат првите истражувања на јавно мислење дека кандидатот на ВМРО ДПМН ќе има многу малку, ако и воопшто, албански гласови. Така да ќе биде битката на тоа, тука ќе бидат и гласовите на партијата на Максим Димитриевски, кои веројатно ќе се поделат меѓу двата кандидати, претпоставам ќе видиме во која пропорција, и во тие математики на крајот ќе дознаеме како ќе се одвива изборот и каков ќе биде финалниот резултат. Сега прашањето е колку политичката база на ВМРО ќе прифати кандидат кој под еден не е матично нивен, имаат веќе едно многу негативно искуство со Даниела Арсовска. Не велам дека тоа ќе се случи повторно, велам дека само како партија се изгореа и да кандидираат луѓе кои не им се примарно лојални, условно кажано, на самата партија, кои не произлегуваат од партиските редови. Имаат они кандидати кои им се
од партиските редови со години, кои ги мерат за председателски кандидати, кој може би дел од базата ќе го преферира, па вие не знаете дали сите тие 300.000 гласови би оделе на конти, ако се согласувам, ВМРО има едно релативно дисциплинирано, прилично така, би рекол, строго гласачко тело кое се знае дека не отстапува многу од линиите на партијата, прилично доследно ги следи инструкциите од врвот, додека се да се има едно многу понедисциплинирано и многу по-цинично гласачко тело, апсолутно, кое знае да потврли во многу ситуации заради тоа што структурата на тоа гласачко тело е многу поинаква од онаа на ВМРО. Во секој случај, мислам дека ќе бидат многу блиску изборите, особено во вториот круг помеѓу кандидатот на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, во зависности од тоа кои ќе бидат тие кандидати. Веќе се насетува, мислам дека луѓето веќе насетуваат кои тие кандидати ќе бидат, меѓутоа давање било какви изјави дефинитивни во таа смисла не е благодарно, затоа што процесите на регрутација или на промовирање на кандидати уште не се завршени во двата главни македонски етнички партии, во двата главни партиски кампуса, па кога ќе ги имаме тие имиња, ќе можеме веќе со бројки да излеземе со некакви калкулации и во главном се индицира дека ќе биде една многу тешка битка на компензација на оно што СДСМ го нема со гласовите на албанците, а на обид на ВМРО да го надогради во вториот круг со гласови на евентуално левица. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Следете интервју со универзитетскиот професор и член на Советот за национална безбедност кај председател Пендаровски Ненад Марковиќ.